Први во борбените редови, очи во очи со најголемите опасности, рамо до рамо со полицијата, храбри, смели и секогаш подготвени да излезат во пресред кога е загрозена националната безбедност. Нашите херои, македонските војници, армијата на Република Македонија со нивната солидарност, обученост и посветеност, повеќекратно ја докажа својата големина. Наспроти сите предизвици од независноста, па се до изградбата на мултиетничка функционална демократија, Република Македонија изгради современа армија, која придонесе да прераснеме во придонесувач кон глобалната безбедност. Пред врховниот командант на вооружените сили, припадниците на армијата ги представија своите подготовки за соочување со најголемите безбедносни предизвици. Велат дека среќата ги следи храбрите, но и оние кои макотрапно работат за постигнување на својата цел. Касарните се местото каде што војниците деноноќно се изложени на тешки вежби, на воени закони и на ракување со оружје, а се со една цел – за граѓаните на Македонија да можат навечер мирно да спијат. Пред врховниот командант на вооружените сили, припадниците на армијата ги представија своите подготовки за соочување со најголемите безбедносни предизвици. Председател се наоѓа на работна точка оперативен центар на главно командно место за Кршина рапортира Мајо Стевански Јосиф. Господин председател се наоѓа на работна точка оперативен центар командно место на Кршина. Овде се представени дел од врските кои што ги обезбедува баталионот за врски за потребите на командно место на Кршина Арама за врски со првопочинетите единици на Кршина Арама. Овде се представени неколку персонални сретачи кои што се приклучени на класифицирана информатичка мрежа на армијата. Оние преку незе туристиците пристапуваат на сервисите кои што се обезбедени преку неје. Мејл сервис, пред сервис, имаме видео стриминг кои што има на одредени точки низ. Има непристапни работи или се работи за багажен простор, овој уред е погоден да влезе внатре помеѓу деловите на моторот, да осветли и да може појасно да се види. Ова почнува да се разгледа по центарот за обука на инвестираат во казармата Кршина. Со самото превозно на експлозивот, што треба да се сети. Пред вас, во конкретниот случај, е формиран борбен штаб на баталионот за специјални намери.
Има конференција, ова што гледате пред вас, ситуацијата ескалира во еден момент. Сега имаме во ситуација вишење на високиот воен ръководител Истолна. Сега во втората ситуација ќе имаме исто еден од случајните билјува че сака да го нападне со лично вооружување, со пиштол. Сега на тој начин високиот воен ръководител го излетува на безбедна локација. Следување на активностите на останатите подгрупи за напад. Како што може да видите, подгрупата за напад од приземја исто така наставува со алпинистичка техника спуштање, односно репелинг. И истите ќе задеват соодветна на сигнал на командирот на група, подгрупите фрлаат ниско што синхронизирано започнуваат со претрес од оздора надолу и од оздоре нагоре, користејќи објектите на брзина. При поплавите во август годинава, македонската армија докажа дека заедно можеме да направиме многу. Таа прва излезе во поплавените подрачја, покажувајќи несебична помош кон оштетените граѓани. А доказ за тоа е и ангажирањето на 2600 припадници на армијата и над 200 моторни возила во поплавените подрачја за санирање на последиците, кои без навремениот и пожртвуван ангажман на армијата, жртвите ќе беа побројни и загубите ќе беа поголеми. Армијата зема врз себе и голем дел од бремето на актуелната миграцијска криза, со што значително помогна тој испит да не ја наруши стабилноста на регионот, соочени со неконтролираното движење на луѓето, ефикасно ги заштитија надворешните граници. Искуствата со миграцијскиот бран покажаа колку е значајна македонската армија. Република Македонија е пример за огромната трансформацијска моќ и нејзините стратегиски определби за достигнување членство во НАТО и Европската Унија. Достигнувањата во одбранбените реформи и во обликувањето на современата македонска армија даваат силен придонес кон севкупните интегративни напори на Република Македонија, со своите 25 години независност и придонес кон светскиот мир. Армијата на Република Македонија ги достигна највисоките безбедносни стандарди. Со својата пожртвуваност, професионализмот, дисциплината и посветеноста кон доделените задачи,
Армијата од секогаш ја представувала својата татковина на најдостоен можен начин, оправдувајќи ја дадената доверба. Македонската војска е уште една потврда дека Република Македонија го заслужува рамноправното членство во НАТО кон кое се стреми. Со конкретниот придонес кон мировните операции во светот, Македонија успеа да прерасне во рамноправен и достоен партнер на Северноатлантската алијанса и Европската унија. На крајот на денот, нема ништо повозвишено од тоа да си го ризикуваш животот за својата родна земја, да си личност за која што парите не се движечка сила, туку честа да си ја заштитиш својата татковина.